Речиси 3 децении Роберт Барон создава силиконски протези за луѓе кои изгубиле екстремитети или делови од лицето поради болест или повреда. Неговите пациенти се луѓе кои преживеале рак или самоубиство, па дури и мало девојче чие уво било каснато од ракун. Барон цел живот создава и пресоздава лица, буквално и фигуративно. Неговата кариера започнала во 60-тите кога работел како илустратор за списание на Американската морнарица. Потоа се приклучил на ЦИА, каде ги користил своите уметнички вештини за да направи реплики на документи. Оттаму станал експерт за маскирање, работејќи со перики и маски, како и специализирана протетика. Кога ја напуштил ЦИА во 1993 година, знаел само како да ги искористи животните вештини. Ако можете да промените нечи идентитет, тога можете да го вратите тој идентитет на обезличените луѓе. За речиси 30 години што го прави ова, Барон им помага на илјадници пациенти. Еден од неговите пациенти е Вейн Гирхард од Западна Вирџинија. Гирхард преживеал рака во кој го изгубил носот поради оваа болест. Имав тумор во шуплината на синусите и да не го извадев, ќе се проширеше. Морав да го остренам целиот нос и да се уверам дека е острене целиот тумор. Ќе го поправиме овој викенд. Кога ќе заминам одовде, ќе бидам насмеан. Главната задача на Барон е да создаде прилагодена и реална протеза. Да биде прилагодено е клучен дел од неговата работа. Бојата на протезата треба совршено да одговара со тонот на кожата на пациентот. Барон вели дека го научил својот занает од мајстори како холивудскиот шминкер Џон Чемберс, кој работел на филмот Планета на мемуните од 1968 година и повремено работел за ЦИА. Реализмот е идеална техника за да направите нешто да изгледа како што треба да изгледа. Увото, окото, носот, средното лице, целото лице. Барон се сеќава дека во еден момент Чемберс го поканил да работи во Холивуд, но тој го одбил. Тој вели дека неговиот главен извор на среќа и инспирација се вистинските пациенти, на кои им треба многу повеќе од холивудските актери. Ова е пример за користење на вештините усовршени во главната американска агенција за странско разузнавање, за да им се помогне на секојдневните луѓе.